споменавме со Ивана утрово во најавата дека ќе го истражуваме еден од овие навистина исклучителни проекти до крајот на годинава, некако баш ќе ни ја смени можеби и нам перцепцијата за инклузивното образование и на некој начин се тоа како проекти отвора вратата кон светот на технологијата за сите дечиња. Инаку под мотото Лего инклузија сетилен пат до иновација, Сдруженијето за развој на технологија, работика и иновации во партнерство со Државното училиште за рехабилитација Димитар Лахов Скопје создаде уникатна работилница каде роботиката, лего моделите и STEM активностите се адаптирани така што секое дете ќе може да учествува, да истражува и да твори, да биде иноватор на свој начин, без оглед на можеби за жал некој пат физичките и сензорни предизвици. Проект кој што јас би рекол дека е навистина еклатантен пример дека вистинската иновација не е само нели во технологијата, туку и во тоа како може да го обогати животот на дечињата, да потикне самодоверба и да отвори нови хоризонти на учење, така што дечињата со оштетен вид овој пат ги истражуваат боите преку звук, практично како една синестезија. Ги допираат структурите преку тактилни ознаки, а секое движење на роботите ги активира нивните сетила, така што на тој начин ја буди креативноста и логичкото размислување. Инспиративна приказна Васка Медичи и Јован Зашаровски, така, од Сдруженијето, како што кажав пред малку утрово, кои стојат зад овој визионерски концепт. Потоа, Александра Јаковчевска, директор на Димитар Влахов, како и со Климентина Ѓоршовска, специјален едукатор и рехабилитатор во училиштето Димитар Влахов. Ќе потсетиме дека ова училиште, како рековме, можеби малкумина го знаат како локација, ја знаат можеби како дом за слепи лица, меѓутоа сепак станува збор за училиште со едукативна настава. Клементина е дел од ова всушност и наставна програма и дел од училиштето, така што фина е оваа комбинација утрово што можеме да споделиме. И полно студио гости. Добро утро и добро им дедовте. Добро дојдовте. И те Марко даде некој вувед за тоа како и на кој начин или во која насока ќе се одвива нашиот разговор со оглед на важноста на темата која што сакаме да ја реализираме. И добро би било и за нашите гледачи она кое што меѓу другото би го дознале или да се запознаеме со Сдруженијето за развој на технологија, роботика и иновации и основната мисија која што има, бидејќи свесни сме во какво време живееме, што е она кое што ни се случува во моментот, но и она кое што веројатно можеме да го прогнозираме за иднина, а тоа е рапиден раст на технологијата, но и роботиката. Така. Нашето здружение, како што кажавме, се стреми кон развој на технологија, роботика, иновации и современите STEM алатки и активности. Пред се трудиме ово образование да биде практично, да биде достапно и да биде инклузивно. Нашата визија е да работиме со децата на еден поинаков пристап, на еден неконвенционален начин, со интердисциплинарен пристап и примена на учење, каде што децата ќе работат на различни стратегии, ќе бидат доста иновативни, ќе имаат сопствена мисија и визија кон сопствената идеја. Ние се трудиме секој едно дете да биде вклучено без разлика на дали имаме образовен, социјален или пак некој здравствен предизвик. Нашата цел е да создадеме едни удобни услови во кои што ќе им дадеме на децата поинаков начин на работа, односно веруваме дека секој дете си има свој потенцијал, си има свои вредности, секој дете има своја иновација, доколку ние му овозможиме работни услови и го прилагодиме овој процес таков како што го сметаме дека треба да биде за сите тие дечиња, ќе дојдеме до една кулминација во која што тие ќе имаат еден финален продукт и ќе имаат сопствена сатисфакција кон оно што го работат. Васка Јованчева, мислам дека бидејќи експоненцијален раст има, како што кажа Ивана, децата и роботиката и генерално како иноватори се покажуваат вистина достоинствени во оваа дејност. Претпоставам дека технологијата и роботиката и тоа како играат можеби клучна улога за развојот можеби за дечињата кои што се со оштетен вид. Па токму затоа и соработката со Димитар Влахов. Па вака сега, исто како и за дечињава кои што не се со оштетен вид и дечињата кои што се со оштетен вид, не треба да ги делиме тие поими, треба да им го овозможиме истото на сите. Значи STEM, кога зборуваме за STEM роботика и иновација, методологија, не зборуваме само за технологија, зборуваме за иднината на нашите деца. Бидејќи сите сме свесни
дека живееме во општество, живееме во свет кој што многу брзо се менува. Многу работни позиции се губат, многу нови работни позиции се создаваат, доаѓаат на пазарот, па така да знаењето кое што го поседуваме денес во однос на тоа што не чека утре, како да кажам, многу мало. Значи, све брзо се менува. Да. Се менува, значи денес со тоа знаење што го поседуваме, ние не сме спремни за утрешното. Така. Бидејќи сите знаеме дека постојат два вида на знаење, општо и стручно знаење. Практично додека си агилен на еден тип на едукација, во моментот се случува нешто друго и треба да се адаптираш на следниот чек. Нашата методологија е идеален спој меѓу општото и стручното знаење. Бидејќи не велам дека сега сите деца треба да станат инженери, иноватори, но преку оваа методологија ние во децата го будиме начинот на размислување. А тоа сметам дека е многу поважно од било каква професија. Значи да ги насочиме децата како да размислуваат. А овдека преку нашата методологија, значи децата се учат како да бидат креативни, како да работат тимски, како да се соочуваат со предизвици, како да поставуваат прашања, бидејќи не како да одговараат, како да поставуваат прашања, како да грешат, бидејќи преку грешките се учиме, нели, и како грешките да ги искористат како чекор плюс за да го решат предизвикот со кој се соочуваат. Бидејќи во денешницата гледаме дека се ни е достапно со еден клик, секоја една информација ни е достапна само со еден клик и можеме да знаеме се што сакаме. Па затоа според мене најмногу се вреднува денес доколку ги научиме децата да бидат самокритични и да имаат сопствен начин на размислување. И затоа оваа методологија е многу повеќе од технологија. Бидејќи преку ова ние ја градиме иднината. Бидејќи иднината можеме да ја промениме само доколку ги промениме начинот на размислување на децата. Така е. Да, и она кое што ние и досега сме го зборували и неодамна имавме токму таква тема, ако нели бидејќи живееме во еден дигитален свет, во свет во кој што имаме вештачката интелигенција, рековме роботиката, генерално технологијата оди брзо напред, а ние имаме еден систем на образование ист со години наназад. И од една страна се грижиме како и на кој начин децата ќе се снајдат и во дигиталниот свет и колку треба да се употребува, како, на кој начин, кој да биде пристапот, која да биде контролата на родителите, како наставниците тоа би можеле да го контролираат или насочуваат, а од друга страна да не им го одземеме тоа на децата заради тоа што тоа е еден хендикеп, особено во времето во кое што живеат. Како луѓе кои што работат со деца, кои што имаат визија очигледно за еднината и што е тоа што децата би требало да го знаат и да го учат, генерално еве од сите четворица може и еден краток одговор за тоа колку овој сегмент кој што го работите надвор од образованието, збориме како такво, како здружение, дополнително за да се научи децата, треба да биде вметнато во образованието, нешто што повторно ќе речеме нема да изостане како што велите за ниедно дете. Значи, да го има како составен дел од образовниот систем, што на некој начин би било промена токму соодветна за времето во кое што живеат тие генерации. Па, видете вака, тоа ни е и првичната идеја. Значи, ова да не биде само како дополнително образование, туку да го вметнеме и во основното образование, па и во средното, па и се надеваме и во високото образование. Бидејќи ова е една методологија која што многу значи за сите нас, посебно за децава, бидејќи преку оваа методологија на децава им овозможуваме да го развијат начинот на размислување, односно можем слободно да се изразам, да понатака да прераснат во предприемачи. Да не бидат и иноватори, да не бидат само следбеници, туку да бидат креатори. Да. Да се пронедат себе си. Во овој метод со овие STEM алатки децата имаат можност да работат на сите различни сегменти, значи да го истражат инженерскиот дел, роботиката, програмирањето, механиката, значи да се пронедат себе си во некаков си правец. И убаво е кога ќе им се даде избор на децата да може да се истражат во вакви современи алатки и правилен начин на работа. И во наставните активности, благодарност до родителите што даваат можност на сите дечиња да се изразат
за себе си, но јас искрено ние се стремиме и даваме апел до државата да може да ги вложат сите напори да може едно формално образование да има ваков пристап на учење, бидејќи е доста достапно за децата и е прилагодено во сите, да кажам, наставни единици, и во математика, и во музичко, еве ние правевме, подоцна ќе кажеме, и музичка тактилна работилница, значи дури и во физичко, значи овие современи методологии се сегмент од секојдневните наставни единици кои што се внесени во програмата. Да, ние зборуваме за придонесот кој што тоа го има во самодовербата на децата, значи во градењето на секако плюс, личноста, како индивидуа, како еден карактер. Ораторските способности, изразувањето на децата, севкупно, сите потенцијали. Васка, ова е вистина исклучителен настан кој што представува, како што кажавме на почетокот, ново поглавје во современото инклузивно образование, меѓутоа кога сме кај STEM методологијата, кои се најголеми предизвици можеби во создавањето на инклузивни STEM материјали и како можеби ги надминувате со текот на времето? Искрено ние вака како заеднички партнери и соработка во овој дел силно веруваме дека иновацијата нема да има смисла ако не е достапна за сите. Предизвикот е дека преку ваков начин и ние пропратно нели си ставаме предизвици пред себе со изработка на вакви тактилни работи, пристапот кон децата и на посебен начин со Брајовото писмо како стручен тим, можам слободно да кажам, ние и целото училиште на наставници. Предизвикот е голем, но е многу благороден, бидејќи го добиваме големиот фидбек од децата, каде што тие, како што кажате, градат самодовербата, им ја доближуваме технологијата на еден поинаков начин, значи да, не може да ја видат, меѓутоа може да ја опипат, може да ја слушнат, може логички да размислуваат, стануваат покомуникативни, тимски работат, подоцна може да раскажуваат за сето она што работат, значи не се пасивни слушатели, всушност се целосно вклучени во овој процес. Предизвикот е голем, но јас сметам дека ние немаме предизвици, дека можеме да ги решиме. Ова е показател. Ќе ни кажат Александра и Климентина, кои што буквално севото и свет, да речеме, можете и вие да го почувствувате, да го доживеете сето тоа преку работата со децата со оштетен вид, па ете, да кажеме, дел од тоа искуство, долгогодишно се разбира искуство, но и моменталната работа. Како сето ова влија и колку всушност таа вклученост има еден благодет и за децата со оштетен вид? Ова иницијатива бога ми ја менува перцепцијата дефинитивно и во Димитар Лаков. Так. Благодарам. Јас најпрво би сакала збор два да кажам за нашата институција. Државното училиште за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид одамна е државно средно училиште со ресурсен центар и единствената институција во која што се едуцираат деца со оштетен вид од цела Македонија. Во рамките на самото училиште функционира основно 9-годишно образование, исто идентично како и во редовните училишта. Со редовна наставна програма. Наставната програма е курикулумот е ист како и во редовните училишта, се прави адаптација, меѓутоа во смисла на прилагодување, во смисла на начинот на работа и кои дидактички материјали се употребуваат и средства. Браева машина, браев математички апарат, тактилни слики, релјефни, 3D модели и така натаму. Имаме еден специфичен предмет кој што е уникатен и само кај нас го има, тоа е ориентација и мобилност во основното образование, каде што децата преку индивидуални часови се учат да се движат во микро и макро просторот. Потоа имаме средно стручно образование во рамките на кои што имаме 3 струки. Здравствената струка каде што се едуцираат деца за физиотерапевти, масари. Таму програмата е идентична како и во средното медицинско училиште. Нашите ученици масари 2 пати неделно одат на пракса во Козле, да. Браво. Потоа имаме графичка струка и сообраќајна или струка за телекомуникации. Имаме и ученички дом каде што престојуваат учениците кои што доаѓаат надвор од Македонија, надвор од Скопје се извинувам. Меѓутоа во ученичкиот дом вклучуваме и деца кои што немаат оштетен вид, доаѓаат од внатрешноста, а учат во редовните средни училишта во
во Скопје и она на кој што сме исто така многу горди е нижото музичко образование кој што го имаме во рамките на кое што децата учат да свират на хармоника и пијано. Тоа е нешто, ова лекција музички вибрации? Тоа е поврзано конкретно со нижото музичко, да. И однеодамна имаме одделение кое што се грижи за децата кои што се со оштетен вид, инклудирани во редовните училишта. Им даваме поддршка како на учениците, така и на наставниците. Да, сега за ова мислам дека и подоцна ќе објасниме повеќе, меѓутоа Инаку ова е со Браево писмо, сега можеби на излезот на екранот го гледам дека само гледам некоја сенка, меѓутоа да, чисто да појасниме. Но е тактилно и релјефно. Тактилно и релјефно, да. Она што ме прашавте за инклузивноста, значи во нашето училиште секојдневно се случуваат активности кои што ја потенцираат инклузивноста. Конкретно она што го зборува колегите, секоја активност може да се прилагоди, да се адаптира на сечи потреби и можности. Во конкретниот случај на децата со оштетен вид, бидејќи децата со оштетен вид имаат недостаток на вид, нели, меѓутоа ги користат сите други сите други начини перцепираат преку допир, преку слух за да можат да го компензираат она што не го гледаат. Така и на тој начин во овој случај нагласивме таа инклузивност и ги вклучивме и учениците и децата со оштетен вид за прв пат во овие STEM работилници и STEM. Кој знае колку има радост. Прв пат се случува роботика и технологија да им се воведе, да речеме, како дел од редовната настава? Да, овој настан се случи прв пат пред, мислам дека 1 месец беше отприлика, да. И нема да биде единствен, тоа ќе споменеме, Она што го зборувавте и претходно, значи многу е добро кога ќе се направи спој на неформално и формално образование, бидејќи на некој начин ова неформално образование се имплементира во формалното образование, што е хайлайт, значи е навистина нешто многу важно. И кај самите деца се потикнуваат самодовербата, логичкото размислување, што е многу важно за децата со оштетен вид, затоа што се тие секогаш склони кон механичко помнење. Значи се развиваат способности кои што на неформален начин, на интересен начин, кои што за децата се интересни. Сега, да речеме, редовни часови има или да речеме вакви настани ќе бидат месечно или на неделно ниво? Ќе бидат настани, да. Значи, веќе организиравме 2 работилници, сега е во тек сме за 3-та новогодишна работилница. Она што и претходно го зборувавте, значи да, влегува вештачката интелигенција во формалното образование и во изминатиот период се направени неколку работи во однос на ова прашање, значи организирани се од страна на Бирото за развојно образование, едукации, семинари за наставниците како да користат вештачката интелигенција во наставата. И исто така мислам дека и Министерството за образование има издадено прирачник во кој што има објаснување како наставниците да ги користат овие алатки во нивната секојдневна работа, така да оди напред. Да, треба уште многу. Оди напред, а сега е уште поголем предизвик кога треба тоа се да го премениме со деца со оштетен вид. Да. Но предизвиците се секогаш тука за да ги прифатиме, нели, некако можеби повеќе да бидеме мотивирани што е оно кое што можеме да го направиме за да се види тој напредок. Точно да, Министерството за образование го најави тоа, кое што веројатно ќе зема малку поголем замал во новата 2026, а Климентина како специјален едукатор и рехабилитатор, веројатно добро е да ете малку повеќе се запознаеме за начинот или пристапот и самата работа во твојата област со децата со оштетен вид. Значи, што е она кое што ја дава таа специфика, поточно сето она, да речеме, сета таа меѓусебна комуникација која треба на крај да има резултат и токму тие деца да се чувствуваат и како да го добиле знаењето, но генерално и нели како што споменавме самодовербата како еден важен фактор. Само уште едно, Климентина за сите кои што сега се вклучуваат е специјален едукатор и рехабилитатор со 5 години веќе искуство во училиштето. Благодарам. Она што веќе го споменавме е всушност пристапот. Ние работиме по редовната програма
која што е за сите ученици со одредени адаптации. Тие адаптации всушност не се адаптации во смисла на содржината на наставата, туку се адаптации како сето тоа ние да го пренесеме на нашите ученици. Адаптациите се однесуваат во однос на употреба на брајева азбука, со која што учениците читаат, пишуваат, понатаму тактилни слики, се она што ние може да го видиме, го пренесуваме на свелтач хартија, која што ќе објаснам и подоцна, ги испакнува сите оние контури кои што ги имаме. Тоа е баш како што имаме како пример. Така, да. Испакнати се сите контури, со што децата го опипуваат. Како плишано нешто да речеме, така. Така, со помалку детали во однос на онаа слика која што ние ја гледаме, без боја, само контурите, само делот на дворешниот. Така добиваат учениците визија за се она што ние го гледаме. И всушност тие адаптации се однесуваат на брајевата азбука, тактилните слики, 3D моделите и сите оние дидактички наставни помагала кои што ние ги користиме во редовната наша секојдневна работа. Да, Клементина, колку да речеме оваа лего инклузија го поддржува развојот на сензори и когнитивни вештини кај овие дечиња? Секако дека го поддржува, бидејќи, како што кажавме, самиот пристап го правиме мултисензорен, бидејќи децата може да го допрат од една страна, од друга страна имаме аудитивни инструкции кои што им ги даваме и сето тоа да го разберат, а потоа да го применат при конструирање на самата лего самиот лего модел кој што го креираме. Сте забележале разлики во прифаќањето на технологија помеѓу различни возрасти и нивоа, за жал, можеби на степен на оштетен вид? Секако и при самата адаптација конкретно на тактилните слики се водиме од тоа колку е развиена тактилната перцепција кај учениците, така користиме потенки или подебели линии со повеќе и помалку детали. Се тоа зависи од возраста на учениците, степенот на оштетување на видот, понатаму дали самото оштетување е вродено или стекнато, зависно колку учениците имаат искуство. Имаме создадено еден прирачник од еден проект во кој што е наведено се она што треба ние да го знаеме претходно пред да создадеме една тактилна слика. Не е само оставање под свелтач машина па тоа станува испакнато, туку постои одреден процес кој што го поминуваме при адаптација на тие слики. Тоа стандарден начин на адаптација на сликите и тоа се поминува проектот беше во заедничко партнерство со училишта од Европа за деца со оштетен вид и сите на стандарден начин ги прилагодуваме тактилните слики во зависност од степенот на оштетување возраста и така натаму. Например, конкретно оваа слика, во првата работилница вклучивме поголеми деца, затоа што оваа слика има повеќе детали и повеќе елементи и сметавме дека работилницата ќе биде соодветна повеќе за поголемата возраст на ученици, но она која е целта според мене на тие работилници, веќе две поминавме, значи целта е да ги увидиме сите недостатоци, сите предизвици со кои што се соочуваме во следните работилници, да тие предизвици да ги надминеме, да внесеме нови елементи за да можеме на крајот се тоа да го доведеме до перфекција. Искрено, целова приказна ми и промоција на училиштето. За оние кои што можеби не знаеле дека воопшто постои. Искрено, јас прв пат дознавам од вас и од вас утринава. Па да, во изминатава година многу работиме на промоција на училиштето. Многу сме активни на социјалните мрежи, значи имаме своја Facebook страна на која што имаме 5000 следачи. Од неодамна сме активни на Instagram. Имаме профил, така да се што правиме во училиштето споделуваме, а правиме многу и секојдневно нешто правиме. Да, треба да знае јавноста и Македонија дека постои училиште во кое што, например, секој родител кој што има дете со оштетен вид може да најде сигурен и безбеден простор и квалитетна настава и едукација, образование за неговото дете. И единствено во Македонија, тоа да го потенцираме. Да, единствено во Македонија и има 70 годишна традиција. Значи, минатата година славевме 70 години од постоењето. Да, одличен јубилеј и веројатно со оглед на и овие информации активна работа, особено за
за овие деца, верувам дека кај секој од вас се појавува истото чувство кога ќе се видат резултатите на самиот крај од одредена активност или од одредена работилница. Па во контекст на тоа, по STEM активностите и работилниците, колку често и какви всушност придобивки забележувате кај дечињата, нели како тоа влие првенствено и на нив, но и на вас или на таа целокупна атмосфера и начин на понатаму создавање повторно и нови работилници и активности. Ако збориме конкретно за овие работилници или воопштено збориме за STEM работилници? Па STEM работилниците. Ајде ќе збориме воопштено. Она што јас во досегашното искуство за овие 10 години работа со STEM образованието, секако има голема разлика затоа што, како што кажавме веќе, се гради самодовербата. Говорат многу поинаку, ораторските способности се многу поразвиени, развиваат едно критичко размислување. Зборат гласно за својата идеја, поставуваат јасни цели, и си поставуваат некаков предизвик во кој што треба да дојдат до некој идејно решение за подоцна да го решат попатно, а сето тоа го применуваат со овие алатки во кој што, пак ќе кажам дека е роботиката и програмирањето STEM и круна во овој процес на едукација, бидејќи ги имаат сите сегменти децата да се истражат себе си. Најмногу од се придобивки има во тимската работа, каде што и тука се гледа инклузивноста кај децата, колку тие се прифаќаат себе си едни кон други, како учат едни од други, па и на грешки, па и на убави моменти, не вперуваат никогаш прсти едни во други. Се развива оној недостаток кај децата, можеби што сега малку го нема емпатичниот дел. Тука немаме начин на говор во кој што се критикуваме едни со други, всушност само се подобруваме. Тоа што кажа пред малку Јованчо, и правилно е, ги учиме децата како да поставуваат прашања, не да даваат одговор. Да, и концентрацијата да не ја заборавиме, имате споменати како таква. Концентрацијата често знае да се губи во овој процес не. Јас искрено но како новитет. Овој процес не, но генерално во секојдневието со сите уреди. Па еве како новитет конкретно со нашите колеги, нас искрено ни е многу голем предизвик и сега на втората работилница јас искрено многу бев благодарна за тоа колку децата се сконцентрирани, колку всушност и покрај тоа што имаат оштетен вид, они навистина се фокусирани да го сработат и да слушаат. Мислам дека и роботиката, технологијата како дејност, како рамка, како зане, да речем, предизвикува поинаков концепт, нели, на нивно фокусирање кон самата. Да, но спомнавме концентрацијата која што никако недостасува кога зборуваме за редовни часови и предмети. Често наставниците знаат да речат не може да се задржи концентрацијата и тук му се враќаме на кој што првично го кажавме. Тоа е затоа што го немаме на применливо образование. Овој процес е веќе еден вид на применливо образование кој што навистина треба во секојдневното формално образование да го има. Не мора во севкупните часови, но да го има барем вака еднаш неделно или на тип на работилница, каде што кога ќе има децата можност и избор, сигурна сум дека фокусот ќе биде и ќе се задржи интересот. Да, гледавме неколку видеа кои што ни ги доставивте до нашата редакција. Како реагира на првата интеракција конкретно на овие адаптирани лего роботи? И ме интересира колку е важна соработката помеѓу инженерите, наставниците и рехабилитаторите за успешноста на ваков проект. Па ние во континуитет постојано разговараме. Мислам дека Клементина ќе каже каков е фидбекот, она најмногу комуницира отпосле со работилниците, со учениците. Мојот впечаток беше, како што кажав, дека се константно фокусирани, дека многу работеа и дека беа многу внимателни, послушни, немаше никаква галама, да кажам, ако тоа малце дефокус во часовите, ама Ива Клементина мислам дека ќе кажа кој е нивниот фидбек после работилниците. Да, па одговорот е едноставен. Кога децата имаат насмевка на себе си, кога прашуваат кога ќе имаме следен пат, кога ќе имаме следен пат повторно работилница и кога се фокусирани, всушност тој е одговорот каков е нивниот фидбек на целиот овој проект кој што го имаме заеднички. Им се развива тактилната перцепција се повеќе, просторната ориентација,
го развиваат и нашите ученици логичкото мислење, се чувствуваат корисни дека може самостојно да извршат некоја активност, а тоа се должи на сите овие материјали кои што ние ги имаме прилагодено на Брајево писмо, каде што самостојно си ги читаат своји инструкциите, потоа со помош на тактилните слики, токму во прирачникот, како што прикажавте, имаме одделни сегменти на самата слика. Всушност, тактилно може да опипаат кој е следниот дел кој што треба да го постават во самиот модел, која коцка треба да ја употребат, така да се чувствуваат тотално самостојни и тоа влијае врз нивната самодоверба многу и развивање на логичкото мислење, когнитивниот момент. И мислам дека Претпоставам дека веќе забележаш разлики можеби во комуникацијата сега како дел од часовите. Секако, бидејќи после тоа зборуваат конкретно голем впечаток, бидејќи работилницата со музичките вибрации беше со помалите ученици со кои што јас работам. Всушност, нивниот фидбек, крајниот резултат кога го добивме од таа работилница ние нешто направивме, бидејќи добивме вибрација, добивме звук. И тоа е онај крајен резултат кој што тие го согледаа. Околу 50 ученици се во Димитар Лахов, тоа да го споменаме, и дека Клементина е една од, пак ќе кажеме, наставната програма, нели, колку рековте, можеби во моментот располагаме со рехабилитатори во Димитар Лахов? Па во Димитар Лахов во моментов имаме околу 12 специјални едукатори, мислам дека. Сите, да речеме, на некоја убава млада детска возраст и вибрација. Има млад дух во тимот, да, има доста млади ентузијасти кои што се спремни вакви предизвици да одговорат на најадекватен начин, меѓутоа има искусни колеги кои што даваат и совети. Секако во училиштето не функционира само наставно воспитниот персонал и стручните соработници. Мора да споменам дека имаме и технички административен персонал кои што на свој начин даваат придонес за напредок на училиштето. Да, во моментов имаме 50 ученици во основното и во средното училиште. И добар тим. Тоа е најважно. Оно што сакав да се надоврзам на Клементина е дека реализиравме 2 работилници, меѓутоа испуштивме да кажеме дека првата работилница всушност навистина беше инклузивна, затоа што ги вклучивме и учениците од основното училиште Кузман Јосифовски Питу, што е во Кисел, во рамките на нашата општина. Така да тогаш учениците беа поделени на неколку тимови, во секој тим имаше ученици од од редовното училиште и од нашето училиште. Како групи? Да, како неколку групи. Сликите што одеа се од нашата училишна менза, жолтите и сините клупи. Тоа е просторот во нашата училишна менза, каде што имаше неколку тимови кои што работеа заедно. И исто така тоа е многу добар пример за децата од редовните училишта, заради тоа што на тој начин ја развиваме таа сензибилизација и токму тука се негува таа инклузивност и социјална инклузивност, што е многу важно. Во втората работилница беа само нашите ученици. Сакавме да видиме и двата начини, да ги пробаме, да видиме што е подобро. Успешни се моделите. И двата начини беа успешни затоа што ова е добро, зашто на крај има цел. Значи целта е конкретно на втората работилница да се произведе звук, вибрација, звук. Значи децата кога доаѓаат до целта, тогаш нели нормално се радуваат и го сметаат тоа за сопствен успех. Третата работилница ќе биде во склад со новогодишните празници и таа работилница ќе биде наменета за по-големите ученици, бидејќи е малце покомплициран начинот на изработка на моделот. Така да таа ќе биде некаде пред нова година, каде што ќе изработуваат новогодишна елка учениците. Ќе биде доста интересно тоа и за нив, но веројатно за оние кои што ја прават работилницата. Пред ова да се случи, ние многу пати се сретнавме и разговаравме. И пример на првата работилница требаше да најдеме начин како коцките кои што се во различна боја да ги разликуваат децата, бидејќи нели не гледаат, треба да им најдеме соодветен начин. Па така на секоја коцка стававме ознака која боја на Брајево лебевме. Сега одскоро ќе имаме донација една преку која што ќе добиеме препознавачи на бои, значи мало апаратче кое што кога ќе го насочиш во одреден објект ти ја кажува бојата. Значи на следните работилници ќе го вклучиме и тоа. Да, јас сакам да прашам исто лаичко прашање, дали можеби размислувате за воведување на дополнување на програмата, не знам, сега
лаички ќе звучува дополнителни сетила како не знам мирис или можеби температура, не знам Тоа е се. одлично, да. Да, не знам дали би можело и такво некое надополнување. После 30 минути веќе размислуваш рационално Да, како специјален како едукатор. Тоа ми се допаѓа, да, така ова е всушност успех за нас кога делуваме на луѓето кои што нели немаат никаква врска, не се во нашата фела, меѓутоа кај вас потекна размислување. Да, тоа би било одлично да можеме нели и одредени модели крајната цел да бидат некоја топлина, да испарува нешто, значи се што може да се осети преку допир, преку каде што не е вклучен видот, тогаш е одлично во ред. И ние и на тој начин и работиме во училиштето всушност. Се што правиме го адаптираме на начин на кој што ќе го компензира оштетувањето на видот. И исто така се што можеме да замислиме, остваруваме. Така, да. Тоа е многу важно што сите работи кои што не се јавија како не препрека, него предизвик, најдовме алтернатива како да ги надминеме. Има милион супститути, така е. Како се ближиме кон крајот, можно е да го заокружиме нашиот разговор со она кое што видуваме дека е секогаш поттик или повод па и мотивација за создавање на овие работилници и пренесување токму на тоа кај децата и веројатно планот со кој што и понатаму по кој ќе се раководите. Се ближи крајот на годината, се разбира дека новата година е инспирација за тоа што е следно, но што не очекува од вас или што ве очекува вас во работата во новата 2026 и за оние кои што сакаат да се информираат каде и на кој начин може тоа да го направат за активностите на Сдруженијето. Рековме нема да биде единствен, напротив ќе ја имате пред вас цела година. Ние како визија и мисија се стремиме кон соработката со колегите. Ова ни е, да кажам, приоритет кој што сакаме да го направиме, односно инклузијата да ја вклучиме и да ја истакнеме, затоа што инклузијата може и мора да биде вклучена и инклузивна. И ова STEM образование исто така може да биде вклучено и мора да биде вклучено. Тоа е барем кај нас. Оно што не чека е предизвици да се истражуваме ние како колеги, како треба да бидат подобри понатамошните соработки, како да биде поинтересно за децата, а ние како здружение тековно се стремиме кон работа со децата, со различни програми кои што ги имаме преку целата година. Имаме различни типови на работилници, лего родендени, оно што е целокупно STEM образование кој што може да го имаат кај нас и ние сме доста активни по медиумските социјалните мрежи, така да секој кој што сака може да повели да види еден поинаков начин на учење. Но идејата и визијата и мисијата секако останува да допреме до формалното образование. Кога следниот рековме тука сега до крајот на празниците и потоа продолжуваме месечно поеднаш да се случува. Се надевам дека ќе биде така, може и повеќе, зависи да колку ќе добиеме идеи и бура на идеи. И ние секако работиме на тоа да се истражиме и ние со нашите можности колку можеме како да спеваме до тој дел. А ние оно што можеме да ви го посакаме е исполнување или работење токму на таа визија да го видиме сето ова во формалното образование и конечно во чекор на кое што го наложува денешниот начин на живот или денешното време. Ви благодариме за гостувањето, ви посакуваме успех во работата, за сите новитети се разбира утринска на Телма како и до сега, така и понатаму ќе бидеме тука да ги. И размислувам дека може некоја следна епизода на ние да биде во училиштето, Димитар Влахов и да го некако екранизираме како приказна, би било многу посоодветно и подополнително. Може утрински работилниците така сте добродојни. Да, така што ќе размислиме на следниот чекор и ние со вас да имаме некаква поддршка медиумска за вас. Ете тоа нека стои како идеја за реализација